Добар ден од Делчево. Жителите на градот што го носи славното име на најголемиот македонски војвода се сметаат за европејци до коска. Затоа имаат повеќе аргументи. Географски се на само десетина километри од Унијата, еколошки се без дамка и по чистотата на градот и по чистотата на воздухот. Економски делчевци важат за луѓе со развиен предприемачки дух и со микс на балканско-европски манири кои ги прават гостопримливи домаќини и во исто време вешти трговци. Што очекуваат жителите на Делчево од членството на Македонија во Европската Унија? Колку европски град според вас е Делчево? Делчево е балкански град. Ама иначе добра инфраструктура има и во однос на тие градове што со иста големина, добар е. Па најевропски град од Македонија. Делчево мисля дека е многу голем европски град. Според уредувањето да, европски град, некоја средина, а според стандард далеко од европски град. Yeah, oh, it's definitely a European town. Yeah. We feel like we're in Europe here. The municipality is very much involved in improving things here. We have lots of new roads, and they're going to be building a new market over here, a bazaar, covered bazaar. Yeah, it's a very active local government. Што му недостасува? Ништо не му недостасува, се си има. Фирми кои би вработувале поголем број на луѓе со поголема плата. Прво чистота. После медување. Свето безработа са, така. Младите избегаа на постранство. Како порано што беше, не. Баш ми се допаѓа. Што ви се допаѓа во Делчево? Па све ново изградено. We like the fact that everyone is so friendly and welcoming to us. Everyone makes us feel like they're happy to see us every time we see them. It's great. Yeah, they have great restaurants, they have good food, the people are wonderful, the people are very friendly, and it's just a great place to visit. Кажете ми, што очекувате од кога Македонија ќе влезе во Европската Унија? Кои се вашите очекувања? Поарно ќе, ја мислам. Поарно ќе. Па повеќе пари да има, поголема заработка да има, да се цени човеко повеќе. За европската перспектива на Делчево во оваа емисија ќе разговараме со градоначалникот Дарко Шехтански, бизнисменот Богдан Стојановски и публицистот и сатиричар Миле Ѓоргиевски. Господа, добре дојдовте во ЕУ караванот низ Македонија. Делчево е многу блиску, а сепак толку далеку од Европската Унија. Зошто? Повелете, господин Ѓоргиевски. Па, мислам дека Делчево е ептен блиску до Европската Унија, а делчевчани се среќени што, например, тука немат пруга и нема да го испуштат сигурно последниот воз за Европа. Значи, тука некаде тоа е таа поволност. Јас би зборувал за културата, мислам дека ние со интернационалниот фестивал на афоризам и карикатура веќе заминавме во Европа, годинава, например, и претходните години имавме доста трудови скоро од целиот свет, така да мислам дека Делчево во однос на културата се доближуваме до Европа. Градоначалник Ѓоргиевски во нему својствен стил со доза на сатира кажа дека нема да го испуштат возот делчевци бидејќи немаат пруга. Како е во однос на вашите надлежности, инфраструктура, чистота, слушнавме некакви забелешки и пофалби на граѓаните во исто време. Колку сте близко, а колку далеку од Европската Унија? Околу инфраструктура, Делчево има солидна инфраструктура, ние се трудиме се што е во наши надлежности, значи да реализираме што повеќе проекти со што би подобрили инфраструктурата во самиот град. Околу чистотата се надам дека е на завидно ниво, денес имавте можности да прошетате по центарот на градот. Мислам дека Делчево прекрасно изгледа. Стојановски, во вашата дејност како стојат работите? Колку сте близко, колку далеку од она што значи Европа? Ние сме веќе дел од Европа, бидејќи скоро 90% од нашите производи се пласирани на европските пазари. Тоа во континуитет изминатите 5 години поред ги поседуваме стандардите
убаво котираме, постоje низа палета на производи за кои се прави план и настап за војнина, фактички да бидеме присутни. И слушнавме очекувањата на жителите на Делчево од членството на Македонија во Европската Унија. Што според вас ќе се смени во градот кога Македонија ќе стане дел од Унијата? Што конкретно ќе се смени во Делчево? Шехтански? Влегувањето на Македонија во Европската Унија би значило зголемен проток на луѓе, стоки, услуги. Тоа се надеваме дека ќе ја подобри самата економија, би возможило нови работни места. Значи и на Делчево му фалат работни места. Би сакале нашето население да си остане во градот, да не заминува во странство на печалба, тоа работните места ќе го возможат. Така да тоа е една од клучните придобивки кои би ги имал во градот. Сега прочитав дека Делчево има околу 17.000 жители, а бројот на невработени се движи до 3.000. Тоа значи дека е помал сепак од државниот просек. Видите, многу луѓе од Делчево се во странство. Може би тоа е тоа што го намалува бројот на невработени, инаку бројот на фирми кои што вработуваат не е така голем. Која е главната дејност во Делчево? Со што се занимаваат луѓето најмногу? Мислите на производство? Да, генерално од што живее градот? Има вака се работи лон систем. Значи конфекции има кои што шијат лон систем. Има дрвопереработувачка индустрија, еве господинот од комбинатот Рудине, тие преработуваат овошје, земјоделски производи. Тоа е тоа што го има во градот. Значи ни фалат неколку фабрики кои што би го зголемиле бројот на вработени и би ја подобриле целокупната слика за градот. Што се однесува до соработката со Европската Унија, тука пред се мислам на искористеноста на оние фондови кои ни се достапни во оваа фаза од членството на државата во Европската Унија. Како земја кандидат имаме на располагање неколку форми на финансиска помош. Какво е вашето искуство со искористувањето на тие пари? Користиме од ИПА фондовите. Во моментот имаме два проекти. Еден токму денес имавме завршна контрола, така заврши денес и уште два се во тек. Општината досега со овие двата кои се во тек имала 6 проекти. Еве од овие може ќе го спомнам едниот кој што значеше енергетска ефикасност за основното училиште Ванчо Преке. Значи замена на прозори, врати, кров, многу добар проект за градот. Сега имаме проект регулација на речното корито на река Брегалница, 100 метри ќе бидат реализирани, така да тоа се добри проекти. Господин Стојановски, вашите производи најчесто завршуваат на европските пазари, рековте. Што подразбира квалитетен производ за европскиот пазар? Пред се однесува за бариерите кои ги ставаат и кои се врзани со постигнување на стандардите. Европа највише тргнува пред се од тоа. Почитување значи на ХАСАП стандардите, почитување на ИСО стандардите, напорно работиме на постигнување на ИФС стандардот, а предуслов за сето тоа се фактички и ИПАРТ фондовите кои ги користиме и со кои ги модернизираме целото производство кај нас. До сега имам искористено 2 комплетни проекта, во тек сме со третиот проект фактички кој годинава го реализирам. Господине Ѓорѓиевски, кога со неколку збора би го опишале Делчево денес и Делчево како што го замислувате во Европската Унија, во што би се разликувале тие две четива? Само по нијансите или по содржината, по суштината? Па јас се надевам дека ќе се разликуваат само по нијансите, иако лично мислам дека со влезот во Европската Унија, Делчево сигурно дека многу ќе се разликува од ова Делчево што е сега. Се надевам дека полесно тогаш одошто сега ќе доаѓаме до средства од европските фондови и дека младите се почесто ќе се одлучуваат својата екзистенција да ја барат тука во Делчево. Како е да се биде уметник и да се живее во Делчево? Што ве мотивира да останете во градот? Што ве инспирира овде да пишувате, да творите? Па денеска со развојот на интернет технологијата, навистина се едно е каде си. Било каде да си, ако имаш интернет, се исто дали си во Делчево или си во Њујорк или си во Брисел, секогаш имаш достапен си до различни портали, така да можеш секогаш своите трудови на интернет да ги пласираш. Така да за мене се исто е каде живееш. А што е инспирација? Па за еден сатиричар се е инспирација, односно што вели еден афоризам, за добриот сатиричар сите времиња се лоши.
Значи, инспирацијата е насекаде околу нас, или како што вели еден мој колега афористичар, викат, во комунизмот ќе нема сатира, тога и секој сами од себе си ќе се исмеју. Така. Господине Стојановски, какво е вашето искуство во соработка со Европската унија и со искористеноста на фондот? Дали не спомнавме, вие представувате во оваа емисија фирмата Рудине, имате ли искуство како компанија со помош на европски пари за развој на дејноста? Имаме веќе подолго време присуството и на европските компании кои се купувачи кај нас. Со самото нивно доаѓање, они поставуваат и нивни критериуми, фактички вршат еден мониторинг на самото производство, вршат комплетен увид во производниот процес и на крајот оценуваат од сето тоа што е направено. Користењето на ИПАРД програмите, прво модернизиравме дел од производството, потоа зголемивме продуктивноста и моќта на преработка, а за иднина се надеваме да зголемиме и дел од конкурентната способност. Градоначалник, спомнавте дека еден од главните предизвици за Делчево е да се отворат нови работни места. Една од формите е преку странските инвеститори. Кој е најсилниот адут на Делчево за привлекување на странските инвеститори? Дали е можеби тоа местоположбата, блискоста со Бугарија и колку во таа смисла инфраструктурата таква каква што е представува проблем? Ние мора да кажеме дека тоа треба да го гледаме од две страни. Ако го гледаме инвестицијата да ни доаѓа од Скопје, инвеститорот секако ќе најде на инфраструктурни проблеми. Го видовте патот Кочани-Делчево, тешко дека некој би дошол овде по тој пат. Меѓутоа, ако погледнеме Делчево-Благоевград-Софија, многу подобра патна инфраструктура во однос на таа што зборуваме, значи Делчево-Кочани-Скопје, така да јас се надевам дека ако не можеме од оваа страна, би добиле инвеститори од Бугарија. Значи во Бугарија има странски фирми, странски компании кои што и сега пројавуваат интерес да дојдат кај нас, така да тука ни е надежда. Добро, почитувани гледачи, поканети сте и вие да земете збор во денешната емисија што ја емитуваме во живо од Делчево преку нашиот Facebook профил EU Caravan низ Македонија. Во очекување да ги поставите првите прашања, забелешки и коментари, ки дадеме збор на публиката која е со нас овде во хотелот Македонија во центарот на Делчево. Почитувани, ве молам, земете збор, поставете прашање до некој од денешните гости, само најнапред представете се. Добар ден. Јас сум Димитровска Слободанка, граѓанка од Делчево. Ја поздравувам емисијата EU Караванот низ Македонија, што е многу добра емисија, веќе отпочната и еве стигната и во нашиот град. Ги поздравувам исто нашите гости и сакам да им поставам прашање на гостите дали може би процедурата е претешка за добивање на финансиска помош и дали некогаш се обратиле до Брисел за нејзините критериуми? Благодарам. Тоа е прашањето. Предпоставувам до градоначалникот е адресирано, значи дали е претешка, прекомплицирана процедурата за добивање на финансиска помош од европските фондови? Еве, јас не сум запознат дека физички лица барале нешто. Знаем, фирмите си имаат процедура по која што одат, ги користат ИПА и ИПАРД програмите, така да тоа е патот за пари од Европа. Дали може би вие како компанија имате забелешка за критериумите, односно за начинот, дали се претешки процедурите по пополнувањето на апликацијата, предпоставувам тука мислеше господјата од публиката, и дали во тој контекст имате забелешки? Во целина се преобмевен. И тоа беше на почетокот беше евидентно и присутно и мислам дека агенцијата направи напори, како поминува време така се поедноставуваат критериумите. Не значи дека Бог зна колку е леснето, али во секој случај многу полесно може да се аплицира и може да се добие дел од ИПАРД програмата. Добро, благодарам. Следното прашање ме молам. Здраво, јас сум Ичо Христов, граѓанин од Делчево. Поздрав до родителот, до гостите. Моето прашање е што може градот Делчево да им понуди странските инвеститори? Градот Делчево, ние се трудиме да донесеме странски инвеститори. Можеме да ја споменеме индустријската зона Долни Бавчи, која што е собственост на општина Делчево. Сега и во моментот, еве, што спомнав претходно, дека на таму ни е насочен странски инвеститор кој што би дошол од Бугарија, значи тоа е фирма од Европската унија која што е со седиште во Бугарија.
И во разговорите досега кои што ги имаме со потенцијални бугарски инвеститори, значи исто тие се задоволни од тоа што го гледаат во Делчево. Исто гледале, станува збор за парцели во Долни Бавчи, меѓутоа имало и обиколка низ Делчево и околината, така да се надевам дека во скоро време ќе имаме инвеститор. Пред се ние мора да ги споменеме позитивните особини кои што ги има градот. Значи чистата средина е пред се, значи производството на храна се разбира дека тоа ни оди во прилог. Преработувачка индустрија веќе имаме, меѓутоа има и најава од странство за исто така преработувачка индустрија, така да и во тој дел можеме да ги пофалиме нашите предности, значи се разбира чистата животна средина. Од друга страна, тоа што го спомнав, инфраструктурата ни е поврзана, значи многу сме поблизу до големите градови од Република Бугарија, така да јас се надевам дека од таму би дошле потенцијални инвеститори, а ние сето тоа што ќе го ветиме према нив ќе го оствариме. Значи, Долни Бавчи како индустријска зона, во моментот можеме да кажеме дека за многу краток рок може водовод и канализација да бидат ставени во функција, додека оној другиот дел околу асфалтирање на пристапните патишта, нешто подоцна, меѓутоа и тоа ќе се случи. Да. Добре, важно е за секое место, индустријата е многу важна, но внимавајте при тоа да не ја загадите чистата и здрава еколошка средина. Во секоја капка од бистрата брегалница се отсликува решителноста на делчевци да го направат нивниот град модерно европско место на живење. Во очи на прв поглед паѓаат кеот, градското шеталиште, паркот, кои му ја даваат урбаната димензија на Делчево. Тука е индустријата, пред се малите конфекции и секако земјоделството кое е едно од главните економски двигатели во Делчево. Што уште ја прави оваа делчевска приказна европска, одличната карта што ја направи колегата Миле Ристевски. Од некогаш царево село до град со име на големиот македонски револуционер – Делчево. Распослано на двете страни од брегалница со околу 18.000 жители во целата општина. Ова мало градче прави се да се доближи до Европа, иако е едно од поблиските дотаму, бидејќи непосредно е границата со Бугарија. Постои едно сепак. Чист уреден град, убав парк, шеталиште и кеј. Градските татковци вложуваат во инфраструктурата, накако да немаат многу средства, сето замислено да го остварат. Алтернативниот туризам овде речиси го нема. Насочени се кон билкарството, бидејќи планините изобилуваат со полезни треви, капини, малини и диви јагоди. Планината Гола ги нуди можностите за туризам. Во моментов се е речиси замрено. Иако стратегијата е направена, само да се реализира за овој крај да заживее. 2002 година па навака планината Голак пропаѓа и не е тој бисер што беше пред 2002 година, каде што редовно имавме туристи и посетители не само од земјава, туку и од странство. Последните неколку години, значи, детското одмаралиште е уништено. Имаме донесено детален урбанистички план, каде се предвидени 65 индивидуални викендици, угостителски објекти и хотели. Дел од овие веќе се продадени и се во фаза на почеток на изградба. Моите соговорници констатираат дека културата во Делчево безмалку ја нема. Аматерскиот театар со средношколци не е доволен за задоволување на сите вкусови. Дури сега се реновира киносалата која ќе биде повеќе наменска. Од пијанечкиот крај потекнува орото Копачка кое е заштитено, бидејќи е од особен интерес, а чека да биде ставено и на листата на УНЕСКО. Може би ни требат нам некои си европски фондови, затоа сите невладини во Делчево и сите оние што се грижат да опстојат како така, да живуркаат во културата, значи тешко опстојуваат. Може би општината што располага со своите капацитети ќе ни ги приушти да се може, значи во невладините организации да се аплицира во тие европски фондови и со помош на Европа да се подигне на повисоко ниво културата. Во Делчево функционираат неколку спортски клубови, од фудбал преку одбојка до кикбокс. Наставникот Горан Велков е задоволен од двете спортски сали и од тенискиот терен кој сега се гради во неговото училиште. Потребна ни е една патна инфраструктура која сигурно како еден голем недостаток не ни овозможува поблизок дел до Европа, затоа што
Мислам дека ако бидат патната инфраструктура, овие регионални и магистрални патишта, ако бидат подобрени, сигурно ќе имаме и повеќе инвестиции од Европа. Сигурно ќе имаме некои инвеститори кои овде ќе отворат нови работни места. Од ИПАК програмата во Делчево со над 74.000 евра е спроведен проектот за користење на екоресурсите на планините Голак и Влајна. За заштита од поплави од Брегалница и Бистрица вложени се 498.000 евра. А за подобрување на животот на децата од пограничниот регион преку ИПАК програмата употребени се 458.000 евра. Првиот впечаток за Делчево ми е дека станува збор за едно мирно, кротко градче на коему треба подтурнување за работите да тргнат кон подобро. Му недостасува алтернативниот туризам, имајќи во предвид дека Делчево е обкружено со планини кои нудат многу можности. Овдека, овој пијанечки регион е познат по модрата слива. Во Делчево треба да се вложува. Околината на градот изобилува и со минерални ресурси, од јаглен до песок со злато и геотермална енергија. Сето ова треба да се искористи. Ете, првиот впечаток на колегата Емиле Ристевски го потврди мојот втор впечаток дека Делчево изобилува со природни убавини кои се недоволно на некој начин искористени. Зошто е тоа така, градоначалник? За природните убавини да бидат искористени ни треба некоја подршка. Треба и ние да се посветиме нешто повеќе на тоа. Меѓутоа, мислам дека пред се треба да се насочиме кон промоцијата на планината Голак. Јас тука гледам пред се шансата Делчево да ги изголеми своите туристички потенцијали. Во таа насока, за 2015 е најавена целосна реконструкција на патниот правец Делчево-Голак. Тоа го има во програмата на Агенцијата за државни патишта. Станува збор за 10 километри? Така, 10 километри. Минатата година беа асфалтирани километри и 200, така да 8,8 километри се во полоша состојба на кој што е потребна интервенција. Тоа би овозможило идење на туристи. За тие туристи да ги задржиме, да има што да видат, ни требаат содржини. Еве сега, исто така, Делчево е дел од трите града кои што ќе добијат ски центри. Значи, тоа се Делчево, Радови и Шиберово. Јас се надевам дека до 2015 ќе имаме по-конкретни податоци кога тоа Делчево би го имало. Моите желби секако се да биде што порано. Споменато беше порано из прилогот дека Делчево беше туристичка убавица во овој дел. Многу луѓе од Македонија и од соседството идеа во Голак. Голак важеше за природно лекувалиште од белодробни заболувања. Значи, пред 20-30 години таму вриеше од народ, сега тоа е на некој начин запоставено. Рекоа од 2002 место пропаѓа, зошто? Па еве, од 2002 не работеше долг период одмаралиштето, негде од 2008-2009 почна негова руинација, така да тоа е сега поприлично руинирано. Ние ова одмаралиште го побаравме да ни биде доделено од Министерството за труд и социјала, го добивме. Јас се надевам дека ќе бидеме добри домакини на него, ќе овозможиме, ќе донесеме некој инвеститор кој што ќе стопанисува со него, да обезбедиме вработување за 20-30 луѓе од општината. Значи, тоа ни е пред се целта, да овозможиме на таа бројка луѓе да имаат континуирано, да добиваат плата во текот на цела година. Значи, тоа значи сигурни работни места. Аз се надевам дека многу луѓе, бизнисмени наши ќе препознаат можноста за инвестиција на планината Голак, така да туризмот на Голак како заживее, Делчево ќе добие друг сјај. Не само во насока на развивање на Голак, на реновирање на одморалиштето, туку и во насока на развивање на останатите форми на алтернативен туризам. Можете ли во таа смисла да побарате помош од Европската Унија или да партиципирате, да аплицирате во некој од европските фондови? Имате ли во општинската администрација доволно стручни и обучени луѓе кои знаат да пополнат апликација и да конкурираат? Во општината има луѓе од ЛЕР, така да се надевам дека нивните апликации ќе донесат некои европски пари за промоција на тие туристички вредности. Има локалитети општината, има вака поприлично интересни локалитети кои што ние ги промовираме, меѓутоа потребни се секако пари за тоа да биде повидливо за луѓето од Македонија, за да дојдат да видат што има. Каде се рекламирате на друго место? Како ги промовирате убавините со кои располагате? Па видите, летно време Делчево е полно со наши сограѓани кои што доаѓаат, кои што сега на привремена работа во странство.
сите тие кои што се гости во општината ги добиваат тие брошурите кои што ние ги нудиме, кои што на некој начин значат реклама за општината. И према сите тие ние одиме со една молба сето тоа да го пропагираат во средините во кои што се. Го користиме интернет можностите за реклама, секако ги користиме. И се надаме дека тоа кога и да ќе вроди со плод. Ѓорѓевски, веројатно ќе треба да направите виц на ваша сметка или на ваша адреса, ако станува збор за тоа зошто состојбата во културата во Делчево е таква каква што ја слушнавме, барем каква што беше опишана во прилогот на мојот колега. Па состојбата во културата во Делчево е онаква каква што е низ цела Македонија, прибидејќи јас доста контактирам и се движам во Балканот, исто и како и на Балканот. Јас мислам дека од наш аспект, например, ние ги имаме интернационалниот фестивал за афоризам и карикатура трета година поред, тој е веќе традиционален. Годинава имавме карикатури скоро од сите меридијани на земјината топка. Еве успеавме на тој фестивал годинава да направиме промоција дури на 5 нови книги, што не е малку, се случува во Македонија, па и пошире код некој град да нема дури ни 5 промоции во текот на цела година. Ние успеавме да направиме 5 промоции на нови изданија. Очекуваме до крајот на годината да имам уште 2 до 3 промоции. И кога зборувам од еден потесен аспект од културата, например, од областа на сатирата, можем да кажам дека Делчево, заедно со Виница и со Струмица, односно заедно со тие фестивали, моментно е центарот на културните збиднувања од областа на сатирата и карикатурата во Македонија. Од тој аспект сум задоволен. Тогаш е вистинско време да се обидете да организирате денови на сатирата во Делчево и тоа да биде манифестација која ќе стане традиција, може би тука ќе се уклучи на некој начин и Европската унија со поддршка. Па секако, ние ги имаме овој интернационален фестивал, имаме исто така вечер на македонски афоризам, имаме издаваштво од областа на сатирата, исто така од Делчево, заедно во копродукција со издавачката куќа Артија од Парачин. Но можностите секогаш навистина се поголеми, треба повеќе да се користи и она што го правиме, сигурно би можеле далеку повеќе да направиме. Јас се надевам дека идната година ќе ни биде многу поплодна. Господин Стојановски, во вашата дејност што недостига во Делчево за да водите бизнис на европско ниво и дали во таа смисла излегуваат во пресред општинските власти, ако излезете со барање пред нив? Имаме добра соработка со општинските власти, имаме поддршка од нив, иако ја знаеме финансиската ситуација со која се соочува секоја од помалите општини во Македонија и што нормално дава одраз на самата работа. Нашите настапи и настојувања за во иднина ќе бидат да формираме една цела палета на нови производи, на мало ситно пакување, бидејќи се ги извезуваме предимно пакување од 10 килограми, да направиме една палета на сушени производи, исто така за настапи на домашниот пазар и на надворешниот пазар. Подобри транспортни услови, подобро искористување на фондовите за да може да се решат отворени проблеми кои моментално ги има општината, тоа се колекторски станици, зачување на реката Брегалница, исто и кај нас е актуелен проблем со кој се соочуваме и на кој настојуваме да го решиме, и во иднина користење на сите благодети што ги дава планината и целата наша околина. Вака нешто по-конкретно да споменете, бидејќи не треба човек да биде бизнисмен за да свати дека недостига, не е инфраструктурата добра на соодветното ниво или дека општината нема доволно пари. Парите се проблем секогаш. Што друго конкретно недостига во Делчево за да се подобри условите во вашата дејност конкретно? И едното и другото. Во моментот активно е поставување капка по капка системите. Ние веќе имаме дел на површини кои се поставени. За жал многу малку се присутни во целата околина, затоа што тоа е врзано пред се со финансиски средства. Потоа искористување на браната која се наоѓа во непосредна близина, начинот на кој ќе се искористи иригационен систем и поставување на истата. Можноста за откуп на шумски плодови, нивна преработка, конфекционирање, марка, значи една низа палета од работи и активности кои треба во иднина да се спроведат за да може да имаме поцелосен и подобар настап. Градоначелник, го ползува ли доволно општината езерото, Вештачкото езеро Калиманци? Вештачкото езеро Калиманци е низводно од Делчево, значи бенефитот од него го имаат општините кои што се подош на река Брегалница, така да ние од Калиманци не користиме вода.
не можете да го свртите некако и во ваша корист, иако сте обратно поставе, односно минути за нашите гледачи кои ни се обратија преку нашиот Facebook профил, а ако се готови прашањата, ви молам да ги видиме. Имаат ли делчевци предприемачки дух? Прашање на кое може секој да одговори. Повелете, градоначалник. Па еве, бизнисот си работи. Тој што се снаоѓа, тој што има желба, што има знаење, може да се снајде во околината, може да создаде услови за да работи и да опстане во околината. Значи, предприемачкиот дух се гледа пред се низ тоа. Колку е некој способен да создаде некоја дејност и некоја работа во дејноста и таму да опстане, да може да произведува и да ја зачува својата фирма од конкуренцијата. Стојановски, вие претпоставувам работувате во фирмата локални луѓе од Делчево. Колку во таа смисла се вредни работници, добри предприемачи луѓето од Делчево? Исклучително сме задоволни. Имаме ние и ситуации кај што во активно вработуваме до 450 луѓе во текот на преработката и во самата сезона немаме без коментари. Комплетно. Георгиевски, вие, вашето остро око на сатиричар или како ги гледа Делчи, вашите сограѓани како работници? Па мислам дека се вредни работници. Што се однесува до нас сатиричарите, мислам дека ние сатиричарите тоа што ги спуштивме последниот воз многу не загрижува, бидејќи пешачењето е многу здрава работа. Така, одиме со следното прашање од нашиот Facebook профил, кој е во контекст на разговорот со градоначалникот пред малку за езерото Калиманци. Вели вака, нашиот гледач, имате и природни ресурси кои имам впечаток не се доволно искористени. Еве, за пример, геотермален извор имате во близина на Делчево. Зошто не го користите геотермалниот извор ако гледачот има право дека имате тука во близина? Не сум запознаен со тој геотермален извор. Би го повикал гледачот да дојде да не запознае малку поподробно за него, така да можеме да дојдеме до некои испитувања и да видиме за што станува збор. Да, благодарам. Повелете, од публика остана уште некое прашање кое го најавивте. Здраво, значи пред се сакам да ги поздравам присутните и гледачите на емисијата. Јас сум Ангела Митевска од Делчево и сум студент. Моето прашање се однесува на навиките на делчевци, односно колку нашите сограѓани имаат европски навики во однос на културата и уметност. Најдобар, најповикан да одговори е, претпоставувам, Георгиевски. Повелете. Па, јас пред многу години, скоро 20 на години го водев експерименталното театарче, специализирано театарче за кабаретски представи. Секојаш се бараше карта повеќе. Еве сега веќе неколку години сум директно вклучен заедно со Општина Делчево во Интернационалниот фестивал за афоризам и карикатура. Имам издавачка дејност. Задоволен сум од посетеноста на вечерите на афоризми што ги организираме. Задоволен сум исто така од интересот за книгите од областа на сатирата. Сепак зборувам за она поле каде што сум јас најактивен и каде што сум најспециализиран. И од мој аспект мислам дека имаме европски манири, барем за сатирата. Ангела, ако сте задоволни од одговорот на Георгиевски, јас би сакал да ја прашам нешто. Како е да се биде млад човек и да се живее во Делчево? Вие сте студент, претпоставувам, студирате некаде надвор во Скопје или во Штип, можеби? Студирам, да, во Штип. Задоволна сум од условите во кои што живееме моментално. Бидејќи сметам дека доволно се залагаат лицата за нашата подобра живеачка во околината. Меѓутоа се согласувам со претходната дискусија и стојам на тоа дека ни се потребни странски инвеститори за да живее нашиот град, не само за младите, пред се и за нашите родители, кои што овде се нашиот поттик. Дали вие вашата иднина ја гледате во Делчево? Ке се вратите кога ќе завршите со студии во Штип или Да, се какви се вашите планови? Јас мојата иднина ја гледам овде, бидејќи сметам дека постојат лица кои што се залагаат за иднината во Делчево и поради тоа се уште сум овде и се разбира ја гледам иднината токму овде.
Делчево стасало во Европа уште одамна, барем ако се суди според текстилните производи што се произведени овде, а се многу атрактивни на европскиот пазар. Мекс, Дженифер и многу други познати марки Made in Делчево. Ги има во Германија, Холандија, Франција и во другите европски земји. Што друго освен облека се прави во Делчево од прилогот на колешката Сунчица Николовска. Семејните бизниси од Делчево полека го заземаат своето место на европскиот пазар. Големите текстилни компании од Унијата се почесто соработуваат со текстилците од овој регион. Делчевската конфекција Витекс шие облека за познати брендови и извезува за Шведска, Германија и Холандија. И покрај европската криза, работи лон производство и обезбедува работа за 170 делчевци преку целата година. Со добри производи, со добар квалитет и со брзи термини на испорака, значи се снаоѓаме на европскиот пазар. Тоа е успешноста што ја постигаме сите. Мислам дека текстилот ќе се задржи во Република Македонија, а ние мораме да се избориме за што поголеми цени, за да биде постимулирано работењето и да ги подобруваме условите на работа. %80 од производството на оваа компанија кој изработува производи од дрво е извозно ориентирано. Велат како што се зголемуваат нарачките, така и бројот на вработени расте. Пред една деценија почнале со 15 на работници, сега фирмата брои 120 луѓе. Имаме голема побарувачка за нашите производи на европските пазари, каде што примарно се бара голем квалитет, а бидејќи се наоѓаме во Македонија, односно имаме некои влезни трошоци помали во однос на европските фирми, можеме да постигнеме и добра цена, па се надеваме дека нашата побарувачка ќе продолжи да расте. Земјоделското земјиште зафаќа 46% од вкупната површина на општина Делчево. И овошјето што се произведува на делчевските ниви завршува на европските трапези. Овој индивидуален земјоделец одгледува сливи и вишни на површина од 14 хектари. Годинава првпат аплицирало за средства од ИПАРТ. Досега механизацијата е набавувал со државните субвенции. Вели дека на регионот му недостасуваат ладилници и преработувачки капацитети. Аплициравме за ладилник 2013-2014 и мислиме дека ќе добиеме одобрение од импорт програмата. Во Делчево има околу 2300 невработени. Младите до 29 години кои останале во родниот град ја користат можноста за вклучување во активните програми и мерките за вработување. Законската измена во која се предвидува ослободување на придонеси на млади лица до 29 годишна возраст најде на голем интерес и од страна на работодавачите и од страна на невработените лица. Имено од февруари, од кога е измената во законот, значи аплицирале 32 фирми и вработиле 57 лица. Поради близината на границата со Бугарија, Делчево е крстосница за Источна Македонија. Делчево го делат само 10 на километри до Европската Унија. Граничниот премин кој дневно го поминуваат околу 1000 патници, нуди добра можност за развој на пограничниот туризам, но и за економска експанзија на регионот. Отворањето на технолошко-индустриската развојна зона, која е предвидено за почетокот на 2015 година, треба да донесе нови инвестиции, повисок стандард и поголема вработеност во Делчевскиот крај. Се очекува сезонските работници кои сега по половина година минуваат на плантажите во Италија, работа да најдат во родниот крај и тука да ја градат својата иднина. Градоначалник, што презема општината да ја подобри културната понуда во градот? Вака, општината ги следи традиционалните вредности на народот кој што живее овде. Имаме неколку манифестации кои што се поврзани токму со таа традиција. Значи, како културни настани се Гоцевите денови, ги одбележуваме Разловечкото востание. Оваа година беше 10-та година поред голочки фолклорни средби на планината Голак на празникот Свети Пантелеймон. Традиционално се надеваме дека ќе направиме традиција со пијанечко-малешевска свадба, пијанечки денови на сливата, така да во тој дел имаме настани кои што би можеле да бидат задоволителни за
граѓаните кои што живеат во Делчево. Еве, јас знам дека фалат гости од македонската естрада. Верувам дека на младите им фалат поп и рок звезди од Македонија. Знам дека на понекои им фалат и гости фолклорни звезди од соседството. Меѓутоа, ние не можеме сето тоа да го обезбедиме и, знаете, тоа е до вкусот на човекот. Секој во сето тоа не ужива. Тоа што ние можеме да го пружиме, се надевам дека задоволува поголем дел од нашите сограѓани. Така, кои искуства од европските збратимени градови можете да ги пренесете во вашата општина? Еве, Делчево е збратимено со град од Унгарија и со град од Полска. Од таму позитивни се соработката на општината. Значи, општината има Општинската администрација има соработка со нивната општинска администрација, ги користиме нивните погледи на работењето. Секако образованието и културата исто така се во развој, благодарение на соработката со нив. Тоа е. Ѓорѓевски, колку се кротки како менталитет делчевци, знаат ли да се шегуваат на своја сметка, да ја прифатат сатирата, вицот? Па јас имам позитивно искуство овие години. Јас сум скоро 40 години во сатирата и имам позитивно искуство како од делчевци, така и од цела Македонија. Иначе, нешто како мој автобиографско гледање би било, не сум ни за антички македонци, ни за стари словени, јас сум за нешто помладо. Од прилика тоа е, ви кажав еден афоризам од мојата најнова книга Еротски афоризми 3 пати на ден, односно таа е првата книга Еротски афоризми што е воопшто објавена во Македонија, па и на Балканот ги има ретко, 1-2-3 книги досега се објавени со оваа тематика. А во контекст на денешната тема, не сте ни за антички, ни за словени, туку сте за да бидете европејци. Да бидеме во Европската унија. Така, господа, бидејќи времето за денешната емисија полека истекува, би ве замолил со неколку зборови да ја кажете вашата визија за вашиот град по 10 години. Како би изгледало Делчево во 2024-та? Стојановски, повелете вие прво. Очекувам да има многу млади луѓе, многу весели, многу млади луѓе со полн фонд на вработување, убави улици, убава инфраструктура и отвореност према целокупната околина во однос на околните земји, што значи дел од Европа. Ѓорѓевски, вие? Па јас се надевам дека до тогаш ќе славиме 20 години од нашиот интернационален фестивал за афоризам и карикатура. Се надевам дека на личен план ќе има уште 20 на книги од областа на сатирата и се надевам дека многу млади луѓе ќе кренат по мојот пат и тие ќе се занимаваат со хумор и сатир. Градоначалник, како вие го гледате Делчево по 10 години од сега? Па еве, јас се надевам дека успешно ќе чекориме во правецот на носење инвеститори, Делчево да има фабрики кои што ќе ги вработуваат младите кои што се во странство да дојдат со своите фамилии да живеат во градот во кој што се родени, така да сето тоа би значило подобар живот за сите во градот. Од било кој домен гледано, значи култура, спорт, туризам, сето тоа да биде подобрено, ние се надеваме дека времето ќе го донесе тоа. Може би неколку тима во првите спортски лиги, во повеќе спортови, може би модерно одморалиште на Голак, пат до таму брз. Се разбира, за тоа зборевме. Тоа јас го очекувам 2015, така да за 10 години да биде уште подобро. Така, господа, ви благодарам за учеството. Ако немате ништо да додадете во денешната емисија, почитувани и вам, ви благодарам што се придруживте со вашите прашања, секако и вам, почитувани гледачи. Европската реалност е предизвик за делчевското секојдневие. Делчевци го имаат грандиозниот Голак, бистрата брегалница, квалитетниот текстил, свежите шумски плодови, овошје и зеленчук. И секако, одлучноста да не одстапат од европскиот пат по кој газат со крупни чекори. Ви благодарам на вниманието и довидување идниот четврток од Битола.